На меѓународниот поетски конкурс Замокот на Дуино во Трст, Италија, 6 ученици од 7-1 одделение од Основното училиште Никола Карев од Кочани со својот ментор, наставникот по македонски јазик Љупка Стојменова, во саботата во Трст ја примија наградата за неуспешно изработена поетска книга на тема Гестот и генезата, природата како слика. Ние оваа година решивме со ученичките од 7-1 одделение, кои што се активни во нивното творештво, односно во творење на литературни творби, да земеме учество во изработка на групна книга, односно групен поетски опус, и да го сработиме на темата на која што ни беше зададена, а тоа беше Гестот и генезата. Тема која што вака звучеше малку необично како поим, меѓутоа кога ја разглобивме, кога ги разгледавме објаснувањата, видовме дека сепак целта на ова манифестација, односно конкретно на овој конкурс, беше да ги поттикнат младите да размислуваат малку повеќе за природата како творец и како создавач на живот. Бидејќи се соочуваме постојано со некакви еколошки катастрофи и некако како да подзабораваме на онаа што е создателско, што е создавачко во животот на човекот, се оддалечуваме од самата природа и еве тоа е начин да ги навраќаме децата постојано да размислуваат за природата како нешто кое што треба да се чува бидејќи е единствено. Убаво е тоа што нема набиена програма за да постојано да се посетува нешто, туку имаше доста простор, тоа што е задолжително за нас ни е посочено, а останатото време тие го оставаат да го запознаеме ние самите индивидуално Трст со тоа што тие посочуваат места, меѓутоа доколку сакате и имате интерес да ги посетите. Многу беше убаво таму, градот беше прекрасен. Се дружевме со децата кои што патувавме заедно од Велес. Во Трст беше многу убаво. Имаше многу се воодушевивме од знаменитоста. Исто така запознахме нови другарства, нови деца. Се беше прекрасно. Шетавме покрај морето, имаме многу спомени кои ги ни остана до сеќавање. Другарчиња кои секогаш ќе се сеќаваме на нив. Ова е еден од најголемите меѓународни успеси на нашето училиште, ни изјави Стојменова и додаде дека со поетски творби учествувале и на меѓународен конкурс во Нови Сад, Република Србија.